Прашувам дали е пораз ако имате под 100.000 гласови или под 130.000 како што очекувате. Јас не го гледам како пораз. А што е за вас пораз? Ништо не е пораз за мене. Вие треба во секој момент да застанете на здрави нозе и да погледнете што сте погрешиле и да продолжите понатаму во вашата консолидација. Јас ќе бидам реална. Во првите неколку месеци беше многу тешко. Беше тешко да се разговара со луѓето. Знаевме дека голем дел од нив се разочарани. Муабетот ми е, нели е пораз кога ќе изгубите дадената доверба од граѓани? Граѓаните доаѓаат, трошат време денда за да дојдат на гласање. Излегуваат и секој ден се нервираат со вас, со сите политичари, не со вас лично. И ви дава доверба, вие изневерувате довербата и викате па тоа не е пораз. Јас не го гледам како пораз. Можеби другите го гледаат како пораз. Јас тоа го гледам во моментот да се консолидирате, да видите каде сте погрешиле и да земете да си ги подобрите сопствените политики за да не ги повторно изневерите граѓаните.